Добро ни дојдовте во независната зона каде можете да заборавите барем на 30 на минути на сите проблеми. Да, и да се однесувате како се да ви е на место. Иако не знаеме кој тоа ни смести и не смести да се родиме токму тука на оваа место. Ова место е такво какво што е, нели? Секој си прави што си сака, си зборува што си сака, ама и си зима што си сака. И затоа дури сега ја сваќам важноста на преводот за функционер, директор или политичар на јапонски. Тие за сите три имаат еден ист израз. И си сака, и си зима. И си патува, плюс. Ова е место каде што секој што може да си патува кај што ќе посака и со кој ќе посака. Само бре да не е тук. Да, и да не мора да плати. И само да е функционер, да не заборавам. Да, сеедно дали е министер, судија или обвинител. За тие три пак ние имаме еден ист израз. Пратиме шетаи. Ама и навиваи. Сега јас не дека навивам за едните или за другите, ама ако порано важеше девизата нема правда, нема мир, сега треба да важи нема правда, нема министер. Барем министер, за другите не знам, други нека одлучат. Така е лесно бе. Ако друг плаќа така, сите ќе навиваме. Па што, сите имаат платена војска, а ние ќе си имаме армија на платени навивачи. Па потоа други ќе не бранат ако некој не нападне. Па ќе не бранат кога за одбрана трошиме помалку пари отколку што троши Атлетико Мадрид за одбрана. Ај во НАТО некако се пикнавме, па ќе не бранат. Ама во Европската Унија таму пак ни бранат да влеземе. Таму не можеме ни да се пикнеме, оти веќе ни го пикнаа бугарите. Новиот услов за влез или неколку се, не знам веќе. Како и да е, тие условуваат за влез, а ние тоа го признаваме само како излез и никако да се сложиме за тоа напикување. А немаме веќе време ни да плачеме. Ма што време? Немаме ни раме за плачење, оти Еди Рама ни кажа адио и реши да си ја поведе државата на кај ЕУ. А со тоа и практично да ни покаже дека за нас Албанија е Запад. Така, значи се повеќе изгледно дека на Запад не бива ништо и не примаат, а ваму на Исток пак ние со русите се задеваме нешто. Замислете, им воведовме санкција ние и еве сега ние едва и некако преживуваме. Па нам бе, некој да ни воведе санкции, ки испод срцаме сите до еден. Добро, тука единствена предност може да ни биде тоа што ние едва и преживуваме веќе 30 години и според тоа јас мислам дека време е и да влеземе во Гинисовата книга на рекорд. 30 години, сите се жалат дека немаат пари и едва и преживуваат, а сите тие 30 години трошат како бре да се Јелена Карлеуша. Времето поминува, нам ум не ни доаѓа. Ниту пак доаѓа некој на функција кој конечно ќе престане да не убедува дека живееме убаво, само тоа не го чувствуваме. Туку ќе направи да ни биде убаво. Верувајте ми, сега навистина времето не работи во наша корист и прави некогаш да се чувствуваме постари, ама пак си има времето и своји предности. Затоа што кога ќе наполните 50, не ги гледате од блиску буквите, ама будалите, ги препознавате оддалеку. Ба затоа и нас не препознавате, нели? И тоа оддалеку. Сега и од блиску, што се вели од прва рака вака, ќе дознаете што денес ке гледате во Нема љутиш. Замисли да зимам по 1 евро за тие работи. Што бре 1? Па сак се скупна, по 1,5 евро може да земам. Што се смееш бе, мали? Šta se smeješ? Tatko ti ostavinite da mi se smeješ ili da mi pomagaš, a? Pa ne su Francuzi bile ovdeka 5 veka. Naljuti se malko. Izvinjavam se. И затоа мајко му не можу да ги разбера овие данашни млади. Бре, се жаливете немало жена за ним. Ајде, море. Добро. Не е добро, не е добро. Значи, куде мене су важни 2 правила. Добро. У данашњо време, иако не знаеш енглески, може сви врата да ти се отвори. Ама за надвор, да ти сврлив. Ти не се зезај с мој енглески. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано,
мојот најдобар пријател кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ćuti, bace Stojko, ćuti, nemoj ništa da mi zboriš za to što kasniš i da mi se pravdaš, molim te se. Zašto sve što će kažeš može da upotrebu protiv tebe, sve. A i sve što će kažeš i tako si ga najmalko 2 put kaže za kasnenje, tako da bolje si ćuti. Не може да се оправдам, тачно е. А и знам дека ме чекаш, Ставре. Ha, ja tebi ke te čekam. A bre, bace Stojko. Ja ne sam ga čekala, tatka mi tebe ke te čekam, nego tebi iš работу, tu i nešto brčkam po dvor, popravljam gu prikolicu. A i drugi bre rabote imam, jedan kup, 320 rabote imam niz dvor. Ej, zamisli da zimam po 1 evro za tije rabote. Što bre jedno? Pa sak sve skupna, po 1,5 evra može da zem. 320 evro i... Pa, ne može ni da izračunam bre, to je mnogo pare, mnogo. А ми знае, Ставре, со овој Ама мојот... доста bre кажати да ćutiš. Pa, ne mi se pravdaj. Постар сам малку дозволи да објаснам. Па цело сабајле се натезамо со овој мојот. Ете, sad mi iznervira, kažati bolje da ćutiš bre, bace Stojko. Едно кажа и одма да се пофалиш. Натезамо се, како па да не? Абе, чекај да ти објаснам, дозволи да ти објаснам. Договарамо се, погаѓамо се, па на куманевски тоа е натезамо се. Не може да се договоримо никако и тој ти е. Па не може да се договорите кад се натезате, кој ќе се договорите? А и што се бре ви тој договарате? Може в Русија и Украину ќе ги мирите? Па не може да се договорите, бре. Ма не, бре, Ставре. Ке му доваѓа другачка една, да му скубе веќе и да му лакира ногти. Па ме тера, бре, од дома да искочу, да се маношу негде едно пола сат, ја се отезам. Па ќе се отезаш нормално, зашто ти да искочиш? Па зашто да искочу? Овој мојуту, густра, она кој чупајке му веќе, другачка, повише гледа у мене. Очи му све у мене. И мојото густра, да не му бркне приликом чупање, у некој око да извади око. И ми вика, мани се бре, едно пола сат искочи од тој, докато ми изчупа другачка и после се врати. Очи у тебе, викаш. Ти сакаш да кажеш дека тај другачка у те гледа? Да. Абре, баце Стојко, ако тај те гледа, сигурно е чула дека зимаш немачку пензiju. Очи у мене. Па на вола куде му иде око, бре? У зеле. И добро, ајде бе, иди искочиш. Куде ќе идеш, бре, ти? Ау, па ти си заврвија, бе, Ставре. Текну е ли дека лани мојата млада ми зема кутре за роѓендан, поклон. Або кутре животинка, убаво, шетам си го јас свак ден. Ја бе изведу кутре, прошетам, јас се прошетам, тоа е добро за здравје, ама по пола сат. Сак ме бе тера, Ставре, саат и пол да ga шетам куќе. Док овај нjeната другачка го изчупа и да си отиде. Ете, тоа е. Опасна тај твоја млада, опасна. Осеќам ја дека она има да ти купи на тебе до године едну рибу и аквариум. Да пливаш с рибу у аквариум, док седи тај другачка док го чупа. Што бре да пливаш? Да ѓуриш болje, да не дизаш главу. Пола сат. Што знам? Ја како да го чу, збори ми некога папагала. Папагала? Ау. Па она те само испуштала, бе, до се. Ќе летиш ти, баца Стојко. Ќе летиш.
Što se smeješ, be, mali? Šta se smeješ? Tatko ti ostavili da mi se smeješ ili da mi pomagaš, a? Па смеju се затоа што тато кога ќе работи на високо увек носи по две и не мора да се симнуе. Вре, славно. Много смешно. Ай, додай, помагай тоя, додай ми ги треба, па. Ай, много ти знаеш. Ви млади ептенста. Не мора да се симнуе, а ја мора и да се симную, и да се качую, и да проверую. Добро. Добро. Dobro. Pa dobro. Ja ne znam. Što se smeješ, pabe mali? Šta? Mnogo smešno. Dobro, znajemo deka tatko ti sigurno kad raboti nosi i 2 fazometre, ne li? Па носи нормално. Nosi, aj dodaj, da ne mora da se simnuje, ne li? Pa i ja ne mora da se simnuju, evo ti zašto si tu da mi pomagaš? Evo i ja ne mora da se simnuju, pa isto ke mu daj. Prizdela, ipak je mora da se simnuju, pa. Što be, mali? Što se pa sak smeješ, ne li te sram? Što, aj sak nemoj da mi kažeš deka tatko ti od ovo ima 2. Нема 2. Ама од тој твое 2 пута повише. Салтанат, кеф. И оба двете зборчиња су турцизам, а потекнуев од арапски зборови. Па не бе, ај на овие простори да користиме француски зборови. Па не су французи биле овдека 5 век. Налјути се малко. Извинјавам се. Кеф значи радост, добро расположение, уживање. Салтанат значи раскош, убаво, помадарство. Некако се слаже в зборчиња, ако су турцизми. Мерак ми е да отиду у кафану, а кеф ми е пред ручак да испию по некоju ракiju и да го дочекам музику која доваѓа около вечеру да ми прави салтанати. Нормално, за паре, нема џабе ни код бабе, што вика в Срби. Не ми е мерак кад ќе ме погледне жена со мој новчаник у руке са бајле ровачки и кад ќе ми каже па ти правиле салтанати. Мама мене одамна ми е викала. Викаше такој, дозе, синко на мајко. Бегај, синко, одложи жене, дозе, немој било кој. Дозе, бре, синко, бирај барем малко. Такој ми викаше мама, тато па друго викаше. Досе, запамти, кој бира, тај ништо не разбира. Како на избори, кад гласам. Ништо. Затој ти досе пробај све, пробери, измери, па тога на крај досе избери. И затој мајко му не може да ги разбере овие данашни млади. Бре, се жаливете немало жена за ним. Ајде море, како тој млади не може во град да најде жену, а Тарзан чак у џунглу го наши. Па не разбирам. Еве, и сега како поскупна све, па поскупо и пилешко, па и стари коке су па у моду. Па што, они што да прави? Да ододив ли? Не бива. Свако тенџере си има своје капаче, па тако и они ќе си се снајдев некако и ќе се најдев. Само
Треба да почне више да се тражи. Мора. Покрај овој корону мајко му скроз ни падна имунитет, па не смеемо да дозволимо скроз да ни падне и наталитет. Мора некако да се зберем за да почнем да се множим. А они бре, збирав се у кафану, па там се одзимав. И после се жалимо дека све сме у минус. Па ќе бидеме у минус. Ама ако продолжиме овакој, ма нема ни да не биде. Да, а ту е и на девојки место. Да, и они бре како мушки. Место да се омужив и смирив, си по тие пабови ли су, барови ли су, не знам бре, си тамо и место овакој да се одаде, вони на пиење се одаде. Па после кога ќе го земе, ќе биде, ја го доведе да работи како маму, а она пие како тато. Ракија у буре стоја, ама у главу не. Не, пиење не е за свакога. А најмалко за мене. Јак бре. Зашто луѓе кад пиев прави многу глупости. А ја на глупости сам склон, што да ви кажам. Ете, еден пут се напи и тага рипна и одма се жени. Не разбирам, викам ви. Не разбирам хич. Колега, ја до сак не сам видеа каде мене на полагање. Па, професоре, јас сум прва година, ој ми е прв испит мене. Значи, кад ти е први испит куде мене, да ти објасни колега како се полага куде njega. Добро. Не е добро. Значи, куде мене су важни две правила. Добро. А тој су знање, ред и принцип. Добро. Ма не е добро. Да ти го објаснам принцип. Значи, одговориш тачно на едно прашање, имаш шестицу. Одговориш тачно на две прашања, имаш осмицу. Тоа е добро. И одговориш тачно на три прашања, имаш десетку. Тоа е многу добро. Може да почнемо? Може, професоре. Име и презиме? Никола Мартиновски. Што е работа, колега? Па како, професоре, што е работа? Погодига ја прво прашање. Значи шеска, принцип. До. Бре, мајко му, што се нервирам, Што и ти ли траиш? Ја клучеви забравил авто, а заклучи га авто од надвор. И сега не може да ги отвору врата, Ајде бе, ти не можеш да ги отвориш врата, па нели енглески знаеш? Што има везе енглески, стој? Како што има везе енглески? Па у данашњо време вика, ако знаеш енглески, сви врата ти се отвара. Поно у данашњо време, и ако не знаеш енглески, може сви врата да ти се отвори. Ама за надвор, да ти изфрлив. Ти не се зезај с мој енглески. Јас сам факултет учија за да може да напредуј. И ти ли си бија на факултет? Само ја не сам пробаја да иду на тај факултет. Па требае си да пробаш да идеш. Факултет си е факултет, вреди си. Само многу е тежак. Не знам ја дали ти би успеа да издржиш толку. На факултет најтешки су ти први 3 години. 3 години? Па тоа е многу, бе. А после? Па што после? После први 3 години ти го запишеш другу година. И после се надаш да завршиш за 4 и такој може да полак да ти се отвори в некој врата. Да ти се отвори в некој врата. Па ти едни врата на авто не можеш да отвориш. Не постои тие врата на свет што ја не сам ги отворил. Не, ќе викнам мајстор. Не може без авто. Не може. А и мислеше после работа до гробишта, така без авто не бил. Зашто? Ке палиш свеќа? Не, да виду да не има нешто ново. Да не е дошao некој. Боже, свашто. Добро, не се љути. А кад смо куде ново, да прашам за плату, има ли нешто ново? Доста бе, па ти како си други плата па плата. Само за плату зборите. Што си забдаje толку за тој плату? Па зашто да запну, бе? Па зашто работу?
Па добро работиш. Што има вез? Работиш, што ти фали? А? Фали ли ти нешто? Дома имаш ли шпоре? Имам. Имаш. Работи ли ти шпоре? Работи, нормално. Добро, а фрижидер работи ли? Работи и он, нормално. Па ако работи нормално, што не си ги даje ти плату? А? Плата па плата, такој се давала плата. Работи и ти, па ке би иде плата. Здравје. Здраве. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Машала, како се проубави времето, почна и првите штрајкови. Ајде, нека е заарно. Кај нас така се штрајкува или протестира? Помеѓу Ѓурѓовден и Митровден. Исто е како за време на турско комитите кога излегувале в планина и потоа се прибирале. Па што да правиме? Мора да си ја сочуваме традицијата, нели? Ако не може власта, може народот. И еве ги, чувари на традицијата. Пред влада штрајкуваат и не работат од образование, да, а штрајкуваа и од администрација. Добро, од администрација само 2 часа и тоа само еден ден. Оти тие штрајкуваат, односно не работат откако се вработиле, нели? Што знам, 2 часа мене повеќе ми личи на пауза, отколку на штрајк. Ама ги разбирам. Не им е лесно со толку пауза. Не може да влезат во ритам луѓето. Другар ми кој работи во администрација ми раскажа еден сон. Страшен сон, бе, страшен. Сонувам така дека достам на работа, нервоза една невидена, што да ти кажа? Се будам сиот, испотен, измачен, гледам наоколу, околу мене, сите спијат. И ми олесно. Па јас веќе сум на работа, бе. Ама без разлика. Значи без разлика и со чест на исклучоците, јас ги поддржувам во тоа да им се зголемат платите. Вака не се живее. Па се поскапе, освен, како што рековме минатиот пат, бананките. Да, и уште нешто, да. Еве и во Германија слушнавме дека се поскапело, а најмногу помфритот. Кај нас и помфритот си е иста цена. Оти некаде со години некои си го пржат во иззејтин, па така нема зашто да се менува и да поскапува, нели? И вие не менувајте го каналот. Оти не знаете кога можеме пак да се појавиме. Ама за една недела сигурно ќе се појавиме. До тогаш, чао. Убаво, помодарство. Некако се служив зборчиња. Пу. Треќа среќа. Значи, да ти објасни твој колега, каде мене има принцип. Погреши га. Правила. Добро ни... Се е поскупа, се тоа себе... Што е биде? И не смести да се роди ме Нема тоа. Не, нема два. Ама како, од тој твое, два пута повеќе. Како? Не, па. Да се, синко мој бега од лоши... Ја сваќам важноста на преводот на функционер на за, да. Сакам ешен пут да го прочитам. За кочи.